сите и добродојдовте во ново видео. Денеска сакам да зборувам за кариери. Сакам да зборувам за кариера, за како јас се одлучив да студирам филм и филмска режија, што ме натера. Ме натера едноставно да си го следам сонот, да го следам тоа што го сакам, без разлика за... Нели има као озборување дека ако продолжиш на тоа може да немаш иднини, да немаш као доволно пари, средства и дека... Сега ќе ви кажам која е мојата приказна, ќе ви кажам зашто јас се одлучив да терам по тие стапки. И може би вие ќе се одлучите, може ова видео ќе ви помогне. Знам дека доста од вас размислуваат што сакаат да бидат понатаму, размислуваат за можда филм, за можда... Секој од вас си знае во кој поле е талентиран и дури да не знаете, овие се годините кај што ќе откриете. Затоа што и јас наискрено не бев сигурен каде сум, што сум, како се наоѓам, што се наоѓам. И еве, например, мала приказна за мене, едноставно да ви кажам како стигнав до овдека. Јас растев со музичко. Завршив 8 години ниже музичко, потоа дурбев во средна школа, цело време се надоградов, цело време свирев клавер, земав и научив гитара. И мал дел од мене беше да размислуваше да продолжам со музика, да продолжам професионално се бавам со музика. Се разбира, значи пропратно со тоа се имам заинтересирано многу пати за да работам и во информатика и можеби да продолжам на финки или можеби да продолжам трето во бизнис и во адвокат. Буквално имам многу работи, да убаво ги имам разлабочено за да видам каде сакам да одам пред да се одлучам дека сакам ова да го студирам. Како се одлучив да студирам филм? Таа одлука ја донесов во трета година средно. Но за да донесам таа одлука, морам да ви кажам како стигнав јас до таму. Бев, ако не се лажам, околу 11 години или 12 и бев на еден камп за деца. Кампот беше во Претор, во Преспа. Ако случајно некој од вас има одано во одмаралиштето Мите Богоевски. И таму запознав еден другар, што се вика Леон Ристов, и он ми рече као, брат, саеш да видиш едно интересно кратко видео? Ја реков, ајде, као, може. Значи, во овој период немаше македонски јутубери, не постоеше македонска јутуб сцена. Единствената работа која што знаев дека постои е нормално странските јутубери кои што ги гледав и тоа видео што го видов во моментот. И тогаш имавме сите као едни Sony Ericsson телефони кои што има една опција на нив као да стиснеш видео DJ. И со тоа видео DJ можеше као да снимаш и после тоа да стиснеш пауза и да продолжиш на друго место и да снимаш пак. И кога ќе завршиш со видеото можеше да се стави музика, мислам, од позади. Леон ми покажа едно видео кое што беше, мислам, така направено, ако не се лажам. Едноставно као некој акционо видео, грабуваат нешто, па некој нешто се случува, али јас кога го видов на тие години, тоа беше вау, као таква работа никош до сега немам видено македонец тоа го направи, као некој што го знам. И онака застанав и викам, јас сакам тоа да го правам. Јас сакам тоа да го правам. И од тогаш почнав да се интересирам за такви работи. Почнав да се интересирам за видео, за клипови, за YouTube, за се и се што. И го памтам денот, 2011 беше годината кај што си реков на сам себе, окей, сакам да бидам ютубер, сакам да пробам да направам нешто. И седнав и си направив канал. Буквално го размислав како може да биде, дали Борнео, дали ова да. И Боно TV го крстив со тоа што Боно ми беше единствен надимак кој што го имав добиено во школа. И затоа Боно TV. Не знам зашто TV, али претпоставам сум видел некој од јутуберите странски кои што го прават тоа. И во тоа време некој кој е постар сабскрајбер може би знае, али почнав да ставам акциони видеа. Почнав да ставам многу лоши, кринџи акциони видеа кои што стварно нема многу смисла, а у мене ми беа многу интересни и смешни. Ги гледав заедно со другарите, памтам рефреш тискавме на страницата за да добивам повеќе гледаност, као многу лоши работи правев за да имам гледаност. Тоа се ме донесе на место да прво почнав да размислувам и сваќав дека тие првични видеа се многу лоши, како што растеш така и сваќаш дека исто како со стари Facebook постои што ги гледаме сега што сме ги постирале од кој знае која, као со тек на време гледаш дека се лоши и ги бришеш и ставаш нови. И потоа и тие новите ги бришам пошто уште имам пораснати, уште сум пратил и пак и после некој време почнав да постирам, почна сабскрајбери да се собираат. Од 6 на 12 сабскрајбери, знам кога поминав 10, тоа ми беше вау, као не знам која бројка. И потоа 20, 50, 100, 150 и од понатаму веќе ги гледав уствари, ги гледав од доста, али за стигнам од тие 0 до тие 500 многу време ми требаше. Али од тие 500 до тие 1000 не ми требаше толку време. Потоа како одев нагоре, така се помалку време ми треба за нови 500 и нови 1000 и нови 1000 и нови 1000. Едноставно се направи многу убава публика која што почна да ме гледа мене и почна и други јутубери да прават видеа. Така што YouTube Македонија
почна. Ја не знаев дека GP прави видеа. Прво се запознав со Боби и од таму тргна целата работа кога се запознав и со GP, и со митапи, и со се и се што и тогаш веќе сватив дека има македонска YouTube сцена и дека кога не сум сам, има 10-15 на души кои што го прават тоа, што е многу добро. Во исто време се надоградав сам себе, гледав видеа, гледав туторијали за камера ваква, за камера онаква. Почнав да снимам кратки филмови поврзани као за школски проекти. Почнав да се разлабочувам во оваа гранка на филмска режија како никогаш досега. И многу ми се свиѓаше. Еден другар мој има као студио и понекогаш ќе оди да слика и да снима свадби, па мене ме викаа заедно со нив. Помагав и гледав и учев и многу е добро кога учиш од тезгар, затоа што тезгарите имаат поминато многу и те учат на некои такви трикови финти кои што нормални луѓе во школа не може да се научи тоа. Едноставно се заинтересирав премногу, дојде крај на средно и дојдов на едно место на одлога кај што онака застанав и се реков окей што сега. Трета година средно беше и беше летен распуст, таман да почнем четврта. Цело лето размислав каде ќе одам, што ќе правам, како ќе биде, затоа што тоа што ќе го изберам ќе биде нешто што ќе го работам цел живот, нешто што 8 сати плюс во денот ќе ги трошам на тоа. Решив едноставно дека филм е тоа со кое што сакам да се занимавам, дека филм е нешто кое што сакам да се разлобочам, а обожавам да кажам приказни, обожавам да правам YouTube видеа и тоа би било за мене вистинскиот правец. Не ме интересира за пари, не ме интересира за како ќе биде, затоа што парите ќе си дојдат. Парите само ги гледам како нешто кое што доаѓа после од кога доаѓа продуктот. Ама мене ми е најбитен продуктот. Мене ми е најбитно јас да се осеќам убаво, јас првиот филм кога ќе се покаже во киносала и кога ќе искочи као мојата слика на платно, тоа чувство јас сакам да го добијам. Затоа ве охрабрувам и вас. Ве охрабрувам било кој што сака да земе кариера и да продолжи понатаму да се надоградува во уметност. Дефинитивно направете го тоа затоа што ја до сега не сум зажалил, моите се музичари не зажалиле. Едноставно ако ви е тоа сонот, бркајте си го затоа што тоа ви е сонот, тоа е тоа кој што ви исполнува. Фала многу што гледавте видео, се надам дека ви се допаѓаше. Ако ви се допаѓаше, ставете лайк, ако немате станува сега ставете subscribe на видеово. Фала многу што го гледавте и се гледаме во наредно видео. Поздрав!